Драги наши, се наоѓаме во ФДЖ Кулинарското училиште. Моето име е Филип Чаловски, а вие гледате 180 на телевизија Телма. Како што ветивме, 180 продолжува се посериозно. Влегуваме во една фаза во која што нашите петмина надпреварувачи денеска ќе научат како да креираат еден избалансиран оброк. Меѓутоа, не само како да го креираат, него и како да го подготват технички, како да му пристапат од научен аспект. Имаме специјален гостин кој што ќе ве воведе во науката позади готвењето, за кој што сум ја многу возбуден, што е денеска со нас во училиштето, и би сакал накратко да ве прашам, Мартин, што би била храна вака според тебе? Што можеме да подразбереме како храна? Па храна, како што викаат и американците, fuel за нас, fuel за живот, тоест Тоа сигурно да, гориво дека е, меѓутоа ја би рекол од гастрономски аспект, храна е се она што ни носи благосостојба. Се она откако ќе го изедеме, да биде и добро дигестирано е многу битно, технички подготвено, нормално вкусовите да ги истакнеме до максимум, нормално тука е сезоната што треба да се почитува, и многу комбинации, и многу критериуми, и многу техники не водат до еден успешен тањир кој што ќе биде пред гостите синоним за ваша предпознатливост во иднина, кај што ќе кажат Радка ми даде благосостојба, прекрасно се чувствувавме, јадевме кај Радка во ресторан и ќе се вратиме пак, што е најбитно. Ете, тоа е нешто што мора да се фокусираме денеска, а ние ќе се погрижиме тоа да ви го објасниме на најдобар можен начин. Нормално, на кратко да ги спомнам правилата. Се надпреваруваме за 1 милион денари, една голема благодарност до Мак Петрол, која што ни го овозможи овој примамлив, да го наречам, пехар, кој што ќе ви даде на сите една 180 ротација во животите и можда и ќе ве остави, да кажеме, ќе ве задржи во нашата индустрија. Да се заблагодарам на сите спонзори и да ги најавам судиите. Секој ден е добар ден за нешто ново, за некој нов предизвик. Еве, денеска добивме и нови мајци, да се пофалам. Прв пат ги носиме во емисијата. Во главно сум расположена и спремна за тоа што ќе ни го дадат судиите како предизвик. И како што ви најавив, на наше големо задоволство денеска со нас човекот кој што во ФДЖ Кулинарското училиште остава голем печат. Токму таа се грижи да ни ги објасни сите оние хемиски реакции што се поврзани со готвењето и го прави ФДЖ Кулинарското училиште токму тоа што е, една сериозна институција. Руфија Идризовска, дами и господа, голем аплауз. Златко Таневски, нема посебно да ви го најавам, само ќе ви кажам дека е едноставно заљубеник во тоа што денеска ќе готвите и ќе биде секако ригорозен како и секогаш. Златко Таневски, аплауз. Како и секој ден, веќе сум се досадна сама на себе да кажувам дека сум возбудена за денешниот ден, не знам што не очекува. Наваму кога доаѓав, пошто од Велес имаме доволно време да се размислиме, ако сме заспани да се разбудиме. Јас за денес би сакала да правиме круасани. Ете, круасани ми се јадат денес со нешто многу крем, многу фил, многу нешто. Си мислев попат, леле треба да одам на емисија. Леле што ќе се готви. И се дефокусирам. Ајде да се мислам на нешто, еве, не знам колку дрвце има, ќе ги бројам и пак ќе ми дојде емисија. Леле, цело време, цел пат. И така ми поминува патот. Руфија, добре ни дојде. Секојаш задоволство да ни бидеш во училиштето, магистар по хемиски науки и човек што своето знаење го фокусираше во науката поврзана со храната. Морам да ти кажам дека сите светски готвачи кои што оставиле печат на светската гастрономија, позади себе имаате научник како тебе. Многу сме благодарни и би сакале да те задржиме во нашата, да речеме, индустрија. Потребна си ни и денеска едукативниот дел ти припадна тебе и што би им кажала на нашите надпреварувачи како основно, како некои основни насоки што би требало да ги водат во готвењето?
почитувани, чест ми е да бидам дел од FJ Кулинарското училиште. Многу се радувам што моето знаење го насочувам во соработка токму со FJ Кулинарското училиште за вам да ве воведам во основата на науката позади готвењето. Како што и претходно беше кажано, една чинија треба да биде балансирана. Балансираната чинија значи присуство на макронутриенти и микронутриенти. Она што нам ни е битно од макронутриенти се јаглехидрати, протеини, липиди. Но тие макронутриенти не се битни само за нам да не задоволат. Знаејќи ја науката позади нив, ние може да креираме совршенство од една храна. Доколку се насочиме кон месото, пилешкото, кое што денес вие ќе треба да го подготвувате, во главно се содржи од протеини. Нешто што е битно за тоа месо да остане сочно е токму процесот на осмоза. Односно, вие да го посолите, да го оставите да отстои. Битен е процесот на осмоза за солта да навлезе внатре во самото месо, да воведе нови зачини, да воведе нов вкус, да остане сочно, а не суво. За да ја зголемиме аромат, за да го зголемиме вкусот, битно е да воведеме и соодветни липиди. Односно, кожата која што е над пилешкото, кожата која што е над кокошката, потребно е ние да ја оставиме. Зошто? Бидејќи токму тие масни материи, токму тие липиди се полни со вкус, се полни со арома. Како што ние го приготвуваме, така тие навлегуваат длабоко во месото. Воведуваат нови ароми, месото станува сочно, хранливо и вкусно. Што е всушност процесот на готвење? Од хемиски научен аспект. Тие протеини, кои што во својата структура изгледаат некако вака, да речеме, потребно е ние да ги воведеме до едно совршенство, односно со зголемување на температурата, со печењето, со пржењето. Од една ваква структура ние ги преведуваме во линеарни. Токму тоа предизвикува промена на изгледот, како што е, например, печењето на јајце, промена на бојата. Температурата е битна. При соодветна температура, различен е овој процес. Многу треба да внимавате на температура, на воведување на липидна материја, но исто така и на јаглехидрати. Како вие ќе го зголемите количеството на арома, количеството на боја, количеството на вкус? Токму со воведување на јаглехидрати во присуство на протеини. Постои многу позната, многу битна, така наречена Маилардова реакција, која што е практична помеѓу јаглехидрат и протеин. Кога под соодветна температура, соодветни услови, ние ќе ги комбинираме овие две биомолекули, создаваме еден продукт кој што е продукт на Маилардова реакција. Тоа всушност предизвикува обојувањето, кафеавата боја кога печеме леп, например. Но не само боја, воведуваме и нови ароми, вкус, кој што вие досега го немате почувствувано, нешто извонредно. Зависно од температурата, од количеството и типот на јаглехидрати и протеини кои што го има или кои што ние ќе го воведеме, ние може да дојдеме до едно совршенство. Сите тие хемиски реакции кои што ние доколку ги разбереме, ќе ни бидат од голема помош, од голем импакт врз креирањето на магија од храна. Ви посакувам на сите да го креирате она што досега не сте го креирале, да воведете на магија и ново чувство кога ја приготвувате вашата храна. Нова емисија, нов предизвик. Се надевам дека ќе почнеме со некои помодерни храни, затоа што некако со традиционални слабо ми иде. Пошто јас сум традиционално нетрадиционален. Се надевам дека ќе почнеме некои меса да правиме. Од типот на бифтек и такви ствари, но ќе видиме што ќе биде оваа емисија. Надпреварувачи, дали сте спремни за мала демонстрација околу расекувањето на пилешкото? Јас ќе ви покажам накратко како ние го спремаме, кои делови за што ни служат, а потоа ќе оставам на вас вие да одберете кој метод вас најмногу ви одговара. Почнуваме со цело пилешко. Тука ги имаме две крилца, градите, копан со надкопан и во внатрешниот дел имаме делот со изнутрици. Најчесто почнуваме со копан и надкопан, отстрануваме од крај, бараме со помош на раце каде се зглобовите, таму најлесно ќе
ќе ни помине ножот, одиме еден Јас па малку друг. ќе се уклучам во овој дел и ќе ви кажам дека техниката која што ќе употребите исто да го сготвите месото е многу битна. Имаме 3 вида на техники на готвење. Техники на готвење со употреба на сува метода, мокра метода да кажеме или варење со употреба на вода и комбинација на тие две. Значи дали ќе го запржите на масло, на путер, дали ќе го запечете, ќе го грилувате, дали ќе го печете во печка, дали ќе го печете во немаме тука саламандер, само одозгоре или така натаму. Дали ќе го варите, ќе го да кажеме стимувате на пареа, дали ќе го бланширате, а после ќе го стимувате. Имаме и комбинација од двете, можете да го запечете па да го готвите во некоја течност. Значи, тоа ќе биде исто одлука што ќе ве доведе до идеално совршено сготвено бело месо, кое што е релативно суво, нема во себе масноти и тоа го прави многу, да кажеме, деликатно за да се сготви совршено. Да немаме денатурирани протеини, кој што ви објасни Руфија, на крај расекот врз пилешкото да биде као низ путер. Тука ги одделив копан со надкопан, ова најчесто ние го користиме со метода конфи, готвење во длабока маснотија. Ова може за македонска наша традиционална тава ориз, дело за пржење, крилцата оставам на вас. Делот што ќе ни треба денес за конзумација е пилешките гради. Овој дел, пилешките гради, заедно со остаток од крилцето, кај нас се попознати како дел со прим. Најдобро користено е кога моментално го вадиме од коска, затоа и денес добивате сите цело пиле. Кожата, која што ќе ни помогне да имаме подобар вкус, повеќе маснотија. Така е, значи секогаш купувате цело пиле. Имате минимум 7 до 10 комбинации на оброк. Имаме одлична супа, имаме крилца, можеме да направиме од батакот на милион начини, стекот го имаме на милион начини и така натаму. Значи цело пиле ви дава една можност, една широка палета на избор, али пред се што е најважно, што имате супата. Понатамо таа супа се развиваат сите сосеви низ кои што ќе поминеме во следниот циклус. Дали сме спремни? Злате, ти благодарам за почнеме со готвење. Почуваме. Значи, нов ден, нов предизвик, нова епизода. Уште чекам да се погоди нешто што сум некој реално што сум добар во него. Спремен сум, можеби малце енергијата не ми е толку позитивна и не сум, да речам, 100%, но спремен сум да видиме што ќе биде новиот предизвик. Драги мои надпреварувачи, пилињата ви се спремни, Злате ви даде насока како се обескостуваат, Руфија ви даде насока како се подготвуваат, се речи си спремно. Уште неколку збора имам за бујонот кој што ви е основен во иднина во вашето готвење. Нешто што ви е најважно е добар бујон. За добар бујон неизбежни се За добар пилешки бујон неизбежни се пилешките нозе. Ние во ФД Кулинарското училиште секогаш ги имаме на располагање и секогаш работиме со цело пиле, бидејќи целото пиле ни дава коски, кои што коски ни се есенцијални за подготовка на нашиот бујон. Бујонот денеска ќе озбогатиме со пилешки ноџиња. Секогаш барете ги кај месарите пилешки ноџиња. Веќе имаме наши фарми за пилиња, кои што може истите да ги овозможат да бидат на располагање. Така дајте да подигнеме малку свеста и да подигнеме побарувачката на пилешки ноџиња по месарите. Второ што би ви рекол, внимавајте со скробовите. Руфија ви даде насоки за оризот. За компирот и јас во тек на емисијата користете ги двете прашања. Користете свеж зеленчук, имаме на масата брокула, имаме, гледам, некои пиперки, така натаму. Внимавајте при подготовка на брокула. Хлорофилот знае многу брзо да или да оксидира или да исчезне. Користете методи што ви кажавме и вашите 35 минути почнуваат сега. Све што е вишок од стекот иде овде. И ова ќе си го буткате сите, користите заеднички бујон. Секако, времето е многу кратко за да направите добар бујон. Поради тоа, ние веќе ви подготвивме еден кој што го имаме спремено однапред. Ќе го користите тој.
Кога се работи со свежо пилешко месо, мора да сте многу внимателни, бидејќи секое пиле на себе има некое количество на салмонела, која што бактерија при готвењето се убива. Пилешкото е безбедно да се конзумира над 74 степени Целзиусови, на кој што мора да помине бар 15 на секунди. Така да внимавајте на безбедноста. Многу битен елемент, штом завршите со даските на кои што сте сечеле свежо пиле, ќе си ги замените со нови, ќе дезинфицирате вашата работна маса. Добро ви оди со касапењето, јас ќе ви помогнам со овие. Ево, ако иде. Супа, супа во случај, супа. Што би сакала јас да сготвам? Мислам дека е време веќе да преминеме на месо, можеби, не знам, некој полнето месо со кашкавалче, со сиренце, со саламче внатре, со нешто сланина така. Би сакала мевце да биде. Сега, откако го посоливте пилешкото, ќе видите дека процесот на осмоза почува. Значи, таа една пропуслива мембрана ќе дозволи солта да пенетрира површински во месото и на момент ќе ни изгледа дека месото ја извадило целата своја вода, да речеме, вишокот на течности, месни сокови. Меѓутоа, после половина час до 1 час, месото ќе ги врати тие сокови, а солта ќе го интензивира вкусот. Дали сум во право? Сосема во право. Затоа е многу битно солењето да не биде веднаш при подготовката, бидејќи така ќе ви излези водата на површината и вие нема да имате сочност. Потребно е, како што и кажа Филип, да помине време за повторно водата да се абсорбира назад во самото месо. Така е. Значи, за пилешко месо би рекле минимум 1 час пред подготовка да се посоли. Сега во случајов имаат они само 35 минути, меѓутоа сепак се надевам ќе постигнеме некој резултат подобар неголи да се соли во самиот момент. Бидејќи ако го солите месото во самиот момент, прво солта нема да заврши својата функција, второ, голем дел од солта при самото пржење или печење или сотирање или што и да е, ќе ви падне од самото месо и на крај ќе имаме едно месо без вкус и без сочност. Кога доаѓав на кај Скопје, ми се вртеше во глава организацијата на роденденот на син ми, утре му е роден ден на син ми и ќе правиме дома торта, како што, дали сите состојки ми се набавени. И така, нема време многу да размислувам за надпреварот, така да оставам да бидам изненадена. Дали ги сменивте даските сите? Се надевам дека не работите на истата даска на која што сечевте пиле. Така? Сите сменивте даски? Браво, браво! Внимавај со бета-каротенот, убаво ти кажи, што немој да ги препржиш претерано. Внимавај на тоа, внимавај на тоа. Очекував да си спремите бања со мраз за брокулата, меѓутоа добро. Се уште не е касно, имате време. Уште 24 минути. Мраз, мислам дека веќе доволно долго сте во нашата кујна да знаете дека има мраз. Така да веќе оставам на вас да се снаоѓате. Компирот исто така е на база на јаглехидрати од типот на скроп, многу слично како што е оризот. Потребно е убаво да се омекне, убаво тој амилопектин да се хидратира за вие да добиете совршена мек компир. Што се однесува до една дилема околу крцкав помфрит. Ја мислам дека за крцкавиот помфрит надворешниот кроп не влијае толку многу. Значи може и во вода да стои компирот. Ние конкретно кога правиме домашен помфрит, најпрво го бланшираме, фактички го напаѓаме централниот кроп на компирот. Тој сакаме да го спремиме и малку да го подготвиме, да го хидрираме за да даде после тоа една крцкавост во самото пржење кога ќе го пржиме. Така да мислам дека и не е толку битно. Некој вика не треба да се мие компирот за да се добие крцкав помфрит. Ја мислам дека битно е типот на компирот. Пред се содржината на и содржината на натрешниот скроп, на фактички на амилозата. Точно. Амилозата ја дава таа цврстина крцкава, са амилопектина тоа на убава густина. Така, тој е веќе по-важен за пире кога правите. Точно. Ете, и јас така, се согласувам со Филип, кремасто. мислам дека е потребно да се измија. Така, да.
Па се осеќам дека сум спремен да со некој потежок предизвик, но би сакал малку минутачата да се зголеми, да не биде 35 минути. Се надевам дека ќе дам се од себе и дека ќе направам вкусно јадење. Секако за пршка да ја правиме во француски стил, имаме прекрасен путер од президент. Кога веќе го спомнав президент, да ги поздраваме нашите спонзори Витаминка, кои што вадат се по интересни производи. Перутнина се погрижи за вашите прекрасни пилиња. Една од фабриките која што единствено има ладење на пилешкото месо преку суво ладење, да кажеме, сува метода. И со тоа има и помало количество на салмонела на самото пиле. Значи тоа се едни пилиња кои што немаат миризба, кои што се супер свежи, без антибиотици. Президент го спомна Фортис компанијата, да поздравиме Рамстор, секој ден со нас се грижи за сите ваши детални набавки. Камник ќе спои едно одлично вино со вашите креации со пилешко, компанијата Братство, тавчињата кои што ќе ни останат за спомен. И за крај да кажам дека Халт банка е една прекрасна банка, една многу пријателски, како да кажам, расположена и секако би посоветувал да ја посетите, имаат секогаш поволни понуди за кредит, за финансирање на вашите мали бизниси, се грижи за малите бизниси и ние тоа многу го почитуваме. Па за изненадување некој веќе немам трема, што е многу чудно за мене и искрено сум си, не знам, и само од себе сум зачудена. До средина, нели? Денеска се надам дека нема да биде нешто традиционално, заради тоа што до сега се беше традиционално, сега нешто по-друго, по-невообичаено со нашата кујна. Сега малце повеќе да експериментираме, повеќе да научиме. Спремен сум за било што ново. Имам многу добри ментори, добри суди што можеме да научиме многу од нив. Така да спремен сум за било што.
30 секунди. Мора да превршувате. Бараме убав мазен, свилен сос, убаво зачинет. Десет, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Па, највеќе запнав во приготвувањето на пирето, во приготвувањето на нештата. Ги ставив првен, ја ставив брокулата да се обари, па ги го ставив компирот, па сватив дека на компирот ќе му треба повеќе време, а јас имав во план да пржам. Да пржам печурки, па да пржам стекот да го пржам и некако така слаба организација, не си направив добра организација во главата и таму најверојатно заглавив. Највеќе во целиот процес. А интересно ми е дека кога ќе почне да се готви, мислам јас кога ќе почнем да готвиме, гледам празната чинија што треба да ја сервирам, празна. И сега тука има хаос и наеднаш 2-3 минути пред крајот и се појавува нешто вака како на чинијата. Драги надпреварувачи, дали сте среќни како помина предизвикот? Не баш. Не баш, а? Не баш. Кај заглавивте? Кај велутето. Ја. Велуте. Добро, ќе видиме. У која смисла заглавивте? Ја мислам кој имате добар Не заглавив, бујон. не ми искочи добро. Аха. По мене. Аха, многу густо или има Многу густо. да нема грудки? Мислам дека нема многу густо. Добро. Океј, ајде да почнеме, ти дајме предност Магдалена, повели, презентирај ни го твојот тањир. Повелете. Кога се работи за пилешко, ме потсеќа на ручекот семеен во недела. Значи, пиле печено или пржено со компири, со зеленчук и сос. Така што јас се потрудив да го доловам тој момент. Таа топлина, се надевам дека ќе почувствувате и вие. Твојот сос ми делува добро, значи велуте, само тоа име доаѓа од велвети или свиленкасто. Значи велуте е многу битно да е свиленкаст, убаво хомогенизиран, да нема грудки, нели нормално. Тоа се постигнува за 5 минути, мислам дека може оваа мала количина на велуте да се направи добро, изгледа сосот ќе опробаме на вкус. Тоа се постигнува со добар сооднос на путар, брашно и течност. Така, и добро се Јас сум готви задоволна брашното. од мојот сос. Мора да зоврие, ти ви објасни понатаму руфија и така натаму, меѓутоа супер. Нели, секој си има своја слика како сака да изгледа чинијата. Јас бев задоволна од мојот изглед на чинијата. Јас сакав да го доловам тој, како што кажав, таа топлина на домот. Чинијата ми беше таква како, нели, на баба чиниите и така ми беше декорирано, нели, да има и зеленчук и јаглехидрати и протеин. И меѓутоа, нели, судиите си го кажуваат своето, нели, они си имаат други критериуми, нели, ние мислиме дека е тоа, но они си кажуваат тоа што сметаат дека. Ајде, Данило, повеќе. Накратко, каде се снајде, каде не се снајде. Па се друго, мислам дека добро ми идеше стекот, зеленчукот го избланширав, па го пржав на путер, ама велутето... Задоволен си од стекчето како ти спадна? Мислам дека да. Добро. Ова поише би рекол дека си можел да го спасиш. Ова е многу брашно, значи прегусто е. Да. Прегусто е. Си Да. треба да го развониш се уште со бујон. Океј, ти благодарам. Процесот требаше да иде како што треба, ама се ми беше некако у глава, но на крај утнав на сосот, го направив многу густ. Се вида, нели, не личеше на ништо, личеше на онаа каша што ни ја даваат у градинка, што бегавме од градинка. Не сум задоволен. У принцип,
од денешниот ден. Потфрлив. Мартин, повели. Тука пиеме спротивното. Али ајде да чуеме, Мартин. Денеска некако целокупно од се не сум задоволен. Лошо тргнав, целата замисла не е ни таа што испадна на крај, но морав нешто да ставам на чиние, што се вика. За вкусот задоволен сум, не знам, малце поголемите делови од компири дали ми се сварија, заради тоа што јас прво ја сварив брокулата, па ја изгмечив и ја искомбинирав со варените компири. Варени се. Добро, супер. Барово ја шо опробав. Ги доварив, пошто не бев сигурен, се надам дека сите супер. За вкусот сум задоволен на компирите и брокулата. Пилешкото може малце ви повеќе го зачинив отколку што треба, но се надам дека ќе биде окей. Се на се можев многу подобро, но тоа е тоа. Мора да повежбам со украсувањето, самиот плейтинг. А денеска во овој случај зафркнав што можев компирите на по... Идејата ми беше добра, сум ги правил така претходно, но требаше на по-ситни коцки и исецкам, за да се сварат поубаво. Да пробаме, а? Руфија повели. Прво на Магдалена. Ева ќе сети едно парче, ова е на Данило, пилешкото. Ти паметно што ги исече, може би ја требаше да исече. Ова треба да го... Ова ја асоцира на вулканизер, имавме мало еден вулканизер. Знаеш како? Имаше вака 4 гумички стајано, оние некој си трајал. Видиш, овој тањир, самиот дизајн го правеле да го дополни тоа што има внатре под работ. Нема потреба ние да го покриваме тоа. Тоа правеле дизајнери, види симетрични убави, некои си засеци на тањирот, значи самиот тањир е уметност сам по себе. Само следете она што ова може вака да биде. И ќе биде окей, некоја свежина ќе даде. Многу е битно порцијата да има свежа храна, свежа суровина, свеж некој производ. Ем ќе го отвори јадењето, ем многу е битно внесуваме и свежи производи ради содржината на ензими, бидејќи храната што е обработена термички нема ензими. Ако јадеме цело време само варено, печено, ова, уништена храна, и тоа на зима имаме, нели, кисели зелки, пробиотици, ферментирани производи, баш да ни надокнадат недостаток на свежо. Ајде да видиме што направила Магдалена, како е стекот. Па, солидно, сочене. Зедно сум многу среќен, тоа е што сите посоливте, тоа сум сигурен. Ја помфрит со рака, да? Обожавам домашен помфрит. Исто, јас. Ова, кажи ми колку чини во моментов шери на пазар. Колку е кило шери? Дали знаете? Жив зијан. 200 до 300 денара. Ако си среќен и имаш некој добар дилер. Второ, овој имаме околу, дете на вага ве молам, да има колку има шери. Тањирот. Секогаш треба да има баланс. Денеска во главниот фокус ни е филето. Така. Моментот на вистината. 110 грама. Добро, 300 денари, ајде да речеме, 400 ја би рекол дека е шери. Зашто и многу, 40 денари имаме шери во тањирот. Непотребно многу. И гранката е во ред као дизајн, меѓутоа сепак нешто што е нејадливо. И технички избегавајте тоа, значи немаме потреба. Тоа исто кога да ставиме филџанов на Нескафе во тањирот. Апсолутно исто. А гранката зошто е нејадлива ќе ви објасни Руфија на кратко. Како што кажавме претходно, сите растенија во главно ова се гранки, нели, се содржат од клеточни зидови што се најголем процент изградени од целулоза. Споменавме и претходно, целулозата во нашиот организам не се дигестира, ние немаме соодветни ензими за тоа да го направиме.
Поради тоа не можеме, не е ни препорачливо ние да внесуваме толку целулоза. Во храната секако ние внесуваме од клеточни зидови, ама ова е, да речем, 90% чиста целулоза. Јас би додал само кај сите тројца. Како изминуваат епизодите, мора да поработите на тоа начинот на сервирање. Да не биде само оставено. Барем сега има од каде да видиме, од каде е слободно прашајте со однос колку треба биде гарнир, колку месо, сосот што треба да допре, како да допре, количински, но тоа мора да повнимавате. Ги имате сите наши книги од библиотеката на располагање. Нормално, најпрво ќе ми кажете, ќе земам таа и таа книга, сакам да се инспирирам за следното готвење. Слободно и ние го правиме истото секој ден. Не сме ние машини, роботи, одма. Мора негде инспирација, некојаш не ти е денот. Меѓутоа мора да се заврши работата. Мора да се заврши работата. Се гледа дека не му е денот и на Данило со Сосов. Не ми е, не. Конзистенцијата е... Тука имаме добар свиленкаст велуте, малку се оладил, меѓутоа се гледа дека е добар. Овде имаме велуте што не е доволно хомогенизиран, не е ни споен, значи едноставно се уште е одвоена, како да кажам, течноста од одвоена, она, која ќе кажеме, одвоен сос. Доста е лесен за велуте, значи сосот, конзистенцијата, најдобро се гледа, треба да ја покрива лажицата. Кога ќе поминете со прстот, има еден добар 2 милиметарски слој, кој што ќе, така викаме ние, да ја покрива лажицата. Тогаш е добар сосот. На граница. И таа конзистенција и во чинијата ќе биде добра, нема биде многу водлест. Највише настанува кај мене проблем околу редењето на тањерот, од паника нормално и од негледањето во времето. Дома кога готвам, да речеме, кога имам повеќе време, знам да декорирам многу побаво, нели, ама времето си го прави своето тука и испаѓа тоа што испаѓа. И ги поканувам Радка и Емилија. Може да почнеме од Емилија, повели? Повелата, јас со биберот морам пак. Океј. Што мислиш, дали е добро бибер да се додае пред печење или на крајот на да кажеме како што ти ни послужи во овој случај? Па, зависи се што станува зборни. Конкретно за пилешкото. Пилешкото, најверојатно е пред. Па, не би рекол, бидејќи биберот е додаток на вкус. Кога зборуваме за сол и за киселост, тоа се истакнувачи на вкусот и мора да се таму присутни. Биберот и не мора, може да оскокнеме све, во зависност на љубители биберот. Меѓутоа, според мене, подобро е биберот на крај да биде или при крај на готвењето, само малку да се разбудат тие етерични масла што се носители на аромите, бидејќи ако оставиме од почеток, сигурно ќе дојде до загорување на биберот и ќе ги развие горките. Научнику, дали сум во право? Се зависи од температурата, но доколку не е соодветна температура, ќе се постигне нели тој ефект не загорување посакуван. на биберот и не посакуван. Така да ова што го направи е сосема во ред. Ти благодариме, идеме Радка. Поверете. Изготвив едноставно, без многу зачини, пропржани сите со лук, додадов сол, одстоја малце во рузмарин и тоа е тоа. И внимавав на ензимите кај брокулото. Мислам дека... Така е. Да. Велутето малце погуст од што би требало. Треба да е она свиленкаст, да биде Тука течен, добро да не биде као пудинг. Требаше Ова имаме малце добар велуте. повеќе, До сега можда и најдобар велуте имаме кај Мислам дека би требало да го поставиш да допре на месото малку. Според мене. да, добро. Јас би го- Ништо би го страшно сакал тоа не ништо е. страшно. Технички до сега мислам дека имаме најдобар велуте. Тањерот си сакала да го изиграш во насока на движењето што самите дизајнери ни го направиле. Тоа ми се свиѓа, сакаш да дополниш само, не ćеш многу да го скриеш како Мартин, например, да го ги скриеш тие дизајни што се. Така да игрете го тањерот во однос на тоа што било идејата на самиот дизајнер што го креирал. Разберете му идејата и само дополнете со храна. Така да до негде си сакала тоа го направиш, меѓутоа малце преполнето. Значи, можеш и помалку, бидејќи нас не е доволно. Рековме за дегустација едно парче, 100 до 150 грама месо
е сосема во ред и да послужите и за порција, не е никаков проблем. Да пробаме, дечки, а? Руфија повели. Убаво се задржани боите на зеленчуците. Ќе Ето пробаме така. каков е вкусот. Сте слушнале некој совет, ми се допаѓа. Малце кога се губам јас со времето што ни го даваат во емисиите, 30 минути ми беа многу малку, затоа се што јас си замислив да направам и да сготвам, но сепак крајниот резултат беше добар. Задоволна бев и на таа трема и на нервоза што секогаш е присутна. Супер излезе. Повели. Злате повели. Ова е пире компира. Сосот не е добар кај Радка. Не е зовно. Може. Рече, самиот пилешки стек или пилешки гради одлежаа во рузмарин, така? Добро. Мала арома, да, ја оставив. Супер разготвен стекот. Многу сочно, многу добро. Од сите, пилешкото е нешто со кое што би биле задоволни да го добиеме во било кој скопски ресторан, да ни послужи на вакво пилешко. Остатокот кај што имате грешки, нормално, на некој не му е денот, некој едноставно у моментот нема концентрација, тоа е тоа што ќе ве направи победници или ќе оди во елиминација некој денеска, меѓутоа се на се пилешкото добро сготвено, со мали финеси, еден аплауз за вас, секоја чест. Најпроблематичен дел од ова јадење ми беше сосот. Не можев да воспоставам рамнотежа меѓу бујонот и брашното, така да мислам дека малце тука запнав малку. Тоа ми беше најпроблематичниот дел од готвењето денеска. Може ли пред да објавиме резултатите, една мала моја констатација. Не ги користите прашањата што ги имате код нас. Јас би рекол, можевме многу да ви помогнеме. Јас во овој случај ќе искористев два метода на готвење. Најпрво ќе го запржев стекот на страната на кожата, потоа ќе го завршев во печка во рерна. Така да тоа би биле пржење во тава и печење во рерна, ќе беа супериорни методи. Второ, сакам да кажам, фондот во вашите тавчиња е носач на вкус, огромен. Значи, оној фонд што останува додека пржите кожата во иноксот, тој фонд да го деглазирате, па на крајите и со малку вода ако мора, иако готвењето голема мера е да извадиме водата, да дајме вкус. Ако се деглазираше со бујон, тоа ќе направи бујонот пута 3 повкусен. Бидејќи таму имаме карамелизација, имаме мајлард, имаме маснотија, имаме се што ни треба за вкус. Така тој фонд не видов никој да го деглазира и тој фонд ќе ви дадеше велуте од еднината. Али, се на се, успешен предизвик, го скршивме мразот, направивме сериозни порции, сериозни комбинации и на мене да издвојам Радка и Емилија, истапете од екипата. Златната средина на денешниот предизвик сте вие. Златната средина со тоа што Радка супер стек, да речеме можда добри зеленчуци, меѓутоа сепак малку сакаме да видиме, не мора да биде униформирано сервирање така како симетрија толку многу као војничиња. Малку дајте некоја асиметричност, живост на тањерот и така. Емилија, за тебе би рекол дека исто се беше коректно, можда и најдобро велуте со печурки имаше од сите, пирето беше коректно. Сепак и самата подготовка. Да. И уште еден мој совет, што побрзо го исечете месото, тоа побрзо ќе се исуши во еднина. Така да
можете да го сечете и при самото сервирање, кога ќе готвиме некои бифтеци, отсечоци на говецко и така натаму. Аплауз за вас. Јас ќе ги повикам Данило и Мартин. Ќе ви соопштам директно, вие одите во елиминација. Накратко ќе ви кажам и зошто, за да знаете за наредна епизода, каде сте грешеле, кога ќе се одите да размислите како би се поправиле. Данило, сосот пред се, месото исто беше суво, предолго, мора пониска температура, подолго, нежно готвење пилешкото, е нежен протеин. И уште една клучна точка за мене е сервирањето. Не видов никоја ефикасност на портокалот две парчиња ставени долу, не влијае на вкус, немаше во сосот, сплус со кора и така натаму. 90% исто да би важело и за Мартин. Гарнирот беше пола-пола варен компирот, пилешкото исто така суво, а и сосот не беше убаво зоврен си, сакаше барем 30 секунди да се хомогенизира, да постигне убава мазна структура. Фала ви, се гледаме во елиминациона епизода. Кога чув дека сработи за пилешко се израдував заради тоа што го спремам, но можам слободно да речем дека оваа епизода ми беше најлоша од аспект на мојот перформанс, можев многу подобро. Првичната идеја, како и во многу други епизоди, не беше таа што испадам на крај. Тоа е што е пробав, успеав, до негде успеав, но не беше доволно за да продолжам. И редот е да го прогласиме надпреварувача со најдобар пласман, Магдалена, истапете. Имате најдобар пласман со најдобро пилешко, доста сочна, добро посолено, одстоено, со одветни процеси. Значи, можам да ве пофалам. Зеленчикот беше добар, можам да кажам. Соодветно беше се посолено и сервирано. Единствената мана беше, нели, како што кажавме, со гранката од домато, но секако постојат понатамошни емисии каде што би можеле сите надпреварувачи, вклучително и вам, да подобрите креативност и сервирањето. Но за вкусот, особено на пилешкото, бидејќи тој беше акцент во денешната емисија, можам да ме пофалам. Ти замижиме за гранката. Ми се допадна исто што ни ја пренесе приказнати преку сервирањето. На неделниот ручек беше и чинијата одбрана, браво. Не очекував искрено дека моето јадење ќе биде оценето како најдобро. Изненадена сум заради тоа што прв пат подготвувам пиле од нула, нели пилето да го средам, да го исчистам и така натаму. Секогаш сум подготвувала дома замрзнат стек или замрзнати копани или замрзнато пиле и не ми испаѓало волку сочно, искрено се изненадив и јас. И сум многу среќна. Да, научив како се прави обработка на самата кокошка. Тоа го немам правено никогаш. Пилешко многу не готвам, у принцип, но не сум задоволен од тоа како испадна. Но се надевам дека во елиминации ќе се потрудам да се вратам у форма. Јас денеска сум задоволна од она што го сготвивме. Пилешкото беше одлично, крцкаво, следев инструкции, нешто свое додадов едноставно зачинето, запржено со малку лук, малку сол и тоа е тоа. Епа, драги гледачи, завршивме и со оваа епизода. Руфија и незините научни погледи кон храната. Следете ги и во следната со нови 5 надпреварувачи. Јас само ќе се заблагодарам уште еднаш. Благодарам. Многу дадете жина на денешниот надпревар. Злате, имаме двајца сериозни учесници во елиминација. Се подобри, тоа ме радува. За надпреварачите, Злате, би рекол да користат цела литература што имаме во училиштето, да користат се што има на располагање, интернет и се останато за да бидат што е можно поподготвени. Отприлике може да претпостават што следи. А за гледачите ти им кажам, нови изненадувања, одиме се посериозно во кулинарството, следете не во новата епизода. Поздрав од нас.